Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Повеќе од сигурно е дека интернет порталот Курир и неговите вработени треба да се срамуваат со начинот и методите со кои ја информираат или поточно ја манипулираат македонската јавност. Но во исто време, повеќе од сигурно е дека треба да се пофалат од и го имаат најприкладното име за нивното квази работење. Куририте на ВМРО ДПМН од порталот Курир денес побрзаа да направат спинувана информација од типот Курир неофицијално дознава за наводни прекршоци во работењето на компанијата Тритерол. Од таквата нивна објава произлегуваат неколку логични прашања. Ако нивните сознанија се неофицијални, како може да си дозволат да ги споделат со јавноста? На кој начин ги добиле таквите информации, ако не се во тесна врска со инспекцијските органи? Зошто во информацијата ги споменуваат општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев, кога ниту во еден од наведените прекршоци тендерите воопшто не се спомнуваат? И кога е веќе така, зошто повторно Курир се повикува на лажните обвинувања од пратеникот Васил Пишев, кога нивните неофицијални наводи не кореспондираат со тоа што тој го зборува? Ова е вистинска рашамонијада, од која треба да се срами цела држава. Граѓаните со право се прашуваат во која земја живеат. Јасна е како бел ден спрегата помеѓу ВМРО ДПМН и медиумите од типот Курир и нему сличните и институциите под диктат на Никола Груевски. За среќа, тоа се само последни обиди да се спасат од бродоломот кој им се случува. Замислете, бродот им тоне, а тие ги обвинуваат оние кои се на брегот. Но ајде уште малку. Крајот на пропагандата, криминалната и расипничка гарнитура е сосема близу. Доаѓа убавиот ден кога Македонија и нејзините граѓани повторно ќе можат слободно да дишат. Ви благодарам.